Добар ден, почитувани гледачи. ТВМ телевизија продолжува со бесплатното представување на кандидатите за градоначалници. Наш и ваш гостин денеска е Гоце Цветковски, кандидат за градоначалник од ВМРО. И движење бойкотирам на листите од ВМРО. Така. Добар ден, добре дојдовте во студиото на ТВМ телевизија. Добре ден. Нашиот разговор ќе го започнеме со тоа прво накусо да кажете, Цветковски, каква програма вие им нудите на граѓаните на овие локални избори? Програма, дел од програмата прво враќање на достоинството на македонците, ме разбирате? Да може ние да си кажеме кој сме, што сме и ова знамево наше македонско, кај сте, ево го, да се веи пред општина од прв ден. Ево го знаменце наше луѓе, ова е то. Си клајме на нас вака, многу убаво ни стои, ни изгледа, ни личи нас ко македонци да си го вееме нашето македонско знаме. Исто ко сите браќа наши што си веат знамињата нивни, така и ние ќе си го вееме нашето знаме. Немаме тука никаков апсолутно проблем. Значи, тоа ни е право загарантирано со меѓународни конвенции, со Обединети нации. Така, секој има право на свое мислење, секој има право на слобода, загарантирана интернационално, и ние треба да си го искористиме тоа право на слобода на говор, на изразување, да не дозволиме да не навредува, да не бришат, да ни наметнува и име и символи и све друго што ни наметнува во денешно време. Ке може сега накусо да ги наброите неколку клучни проекти кои што би сакале да ги издвоите од вашата програма. Така, прв проект, знамево пред општина е прв проект. Тоа е, да знаете сите. После тој првиот проект имаме приоритети за Охриѓани. Од тие приоритети за Охриѓани, ево 10-15 страни имаме приоритети овдека, од инфраструктура до лица со специјални потреби, до колекторот, до загадувањето, екологијата, буково. Има еден куп приоритети што треба да се направи. До сега не се направени овие 30 години. Ради тоа што не владее на каста, некоја династија на олигарси, што се менува неизменично на црно-бела слика. Ако што гледам, тоа е исто паре со две страни, ДПН и СДС. Тие луѓе има бизнис интерес, има и не се чепка. Таков им е договорот со калето, не се чепка еден со друг. Кој што слушам, вака, нивните бизнис интереси, нивните бизниси, Константин имал градежна фирма, таму градел. Ве знамо ли вошто? Да, слушам, тоа е сомнение, ама џабе, слобода на говор. Ќе споменуваме. Слобода на говор. Тие ми се против кандидати. Да, меѓутоа тие не се сега во студиото, од таа причина. Кога ќе имате дебата, ќе им кажете ни за да може да им дадеме простор за реплика. Значи затоа да се држите до проектите. Бизниси нивни има и се штита едните со другите. Конект бил од Пецако, да знаете, така слушнав. Има, може да се провери сомнение. Ама и ова сега навести да не да, ајде да продолжиме. Може да продолжиме. Велите дека сте во постојан контакт со граѓаните. И кажете ни, кои се најгорливите проблеми со кои што Охриѓани се соочуваат? Би сакале да издвоите дел од нив? Така. Најгорлив проблем е тоа што окупаториве не има избришано, значи прво име и презиме, не има избришано, достоинството ни го зедоа, името ни го зедоа, историјата ни ја продадоа, луѓево ни ги раселија, околинава ни ја загадија. Разбирате, овие се окупатори од СДС и од ДПМН, и тоа е најгорлив проблем за Охрид. Така и тој проблем мора да се реши. Тоа е северна кривично дело. Да знаете, не е нова реалност кој што ја вика овие од ДПН и од СДС, тука е кривично дело според сите закони. Македонските закони, интернационалните закони. Се коси со сите права интернационални загарантирани за човекот, за сите важат, за нас не важат тие. Значи, ќе дојде денот и кај нас кога тие конвенции ќе се применат и кај нас, законите ќе важат еднакво. Охриѓани би сакале да служат за нивните проблеми. Така, јас ќе ти кажам што се Охриѓани Да, што мислите, кои се најгорливите проблеми? Па ти кажав, најгорлив проблем е земањето на македонското достоинство. Ние не сме поиќе македонци според Преспански договор. Ние немаме историја поиќе овде според тој Преспански договор. Се и бугарскиот договор ги имаме на маса. Имаме еден куп работи што не бриша. И сега вие ќе ме терате мене наратив некој овде да правам муабет за комунали, за плоштадот што го реновира овие. Локалните проблеми, Цветковски, така, вие ова е најголем локален да ги решавате локалните проблеми. Најголемиот локален проблем е враќање на името, македонскиот проблем. Тоа прво јас ја представувам овде Македонија. Разбираш, македонците и сите други што живеат во Македонија. Значи за нас македонците најгорлив проблем е името
символиката, знамето, така суверенитетот да го вратиме, а после ќе може да се фокусираме на сите други проблеми што ги имате. Јас како што реков, локални проблеми кои што сигурно ви и ова е локален проблем и државен проблем е најголем проблем. Така. Неизбежно е да подискутираме и околу дивоградбите и статусот на УНЕСКО. Ослед доби нови 2 години за да се зачува статусот. Каков е вашиот став? Така, прва дивоградба е северна, треба да се руши, така, од старт. После рушењето на северна, ќе ги рушиме и сите други дивоградби според стандардите на УНЕСКО. Ме разбирате, без да ни е страф од олигарсите дека ќе не убиеле, кај што вика Константин противникот, тоа е негова реченица, значи ќе се работи кој што треба според законот за сите исти да биде. Инвестиции ќе дојда од странство, има луѓе, многу наши селеници на кои што им треба сигурност за да дојда да вложа овде. Лакочера и школото и игралиштето и оранжерија ќе направи Маријан Трајковски. Тој рече дека ако јас победам, Гоце ако победи ќе му дам овие пари да го реновира Лакочереј, тоа школо и да направи оранжерија за нашите деца да уча реални работи што ќе им треба утре во реалниот живот да произведува градинарски производи преку цела година, а не само неколку месеци да биде сезоната. Има инвеститори од странство многу што сака да дојда и да си инвестира секој во своето село. Ние ќе изградиме организација на ниво на Македонија. Нашата организација прво ќе нуди леп, така, за сите кои што нема леп да дојде кај наш представник, ќе му даде леп. Кров на глата ќе нудиме, тие што нема кај да живеа, ќе им помогнеме да направа куќаре или да живеа. Така, образование, помош да се поуча луѓето треба, да им се кажа, работите онака како што се. Здравство, лекови, помош со лекови за тие што им треба лекови да се излечат, да нема мака луѓето, пари нема за леп да си купа. И на крај ќе имаме социјализација настани од културен вид, од фестивали, секако вид за да се зголеми кохезијата помеѓу сите луѓе што живеат во Македонија, да се надпреваруваме, како рече Гоце Делчев, на светот како поле за културен надпревар меѓу народите, а не да се газиме еден со друг и да ни става семе на раздор, не дела луѓе на сите основи, не дела на основа на религија. Цветковски го споменавте донаторот. И пред неколку денови вече нам го споменавте, некој донатор кој што сака да ви даде вас. Не е само еден, има многу. Пари, така. Значи, дали тој донатор ќе бара некаква противуслуга од вас? Како граѓаните да знаат дека вие ќе добивате такви донации за училишта, спомнувате и така натака? Што ќе бара тој за возврат? Постои ли некаков сомнеш дека тој ќе има некакво барање, некаква услуга од вас како иден донатор? Така, единствено што барат луѓето од нас е да ни помогна да имаме одржлив систем овде, да не се иселуваме од Македонија, нашите деца да има просперитет. Тие луѓе, и јас бев еден од нив иселеник, сите ние сме поврзани со Македонија емоционално и сака училиштето кај што тој порастал е да го обнови, да не се руинира. Сака да го пренеси своето знаење и пари овде кај нас, да ни покаже и помогни да се развиеме ние на одржлив начин. А не да се загадуваме. Без никакви противуслуги, велите. Добро. Сега во продолжение имаме селектирано голем број на прашања кои што ви ги поставуваат граѓаните. Нашата телевизија испрати поиг до граѓаните да се вклучат со прашање до кандидати за градоначалници. Така да ние ќе се обидиме да одговориме и дел од нив. Да се направи фудбалски терен за футсал, простор да се најде на улицата Дејан Војвода за да имаат и жителите на Дејан Војвода едно вакво игралишта. Што ќе им кажете на ова прашање на фигура? Ќе им кажам дека мораат луѓе да се организираме против овој организиран криминал во Охрид, урбана мафија. Ни игралиште ќе има, ништо нема да има тако становие на власт. Гледате како работа. Може да се испита, има организации антикорупцијска, има сомненија многу за нивниот криминал. Ама глуви се кој што гледа тие организации според мислење. Конкретно им одговорам, баш за тоа баш им одговарам. Значи, глуви се за вашите потреби и барања, еднаш ќе ги гласате 4 години и после ги нема нив, значи не може да дојдете во допир со тие што сте ги исправили. Второ прашање од граѓаните, дали се планираат детски игралишта околу градинката Лихнида? Лихнида, детски игралишта. Види, детски игралишта ќе има секаде, ама првин треба да се равчисти со урбаната мафија и да се реши имотно-правните односи. Охрид има најгорлив проблем со имотно-правните односи и без да се реши тој проблем не може ништо да се гради. Разбирате? Првин, откога ќе решиме тој проблем, ќе се знае кој е, чиво е, кај и зошо е и така ќе може да
ќе може да се донесе инвеститор и да се гради секаде кај што треба да се гради. А кај треба да се гради, ќе кажете вие, Охриѓани, кај треба игралиште, кај треба фонтана, кај треба све што треба. Имате мој број телефонски, сега го барам бројот мој телефонски да ви го покажам пак за тие што го немате. Ќе го најдам до крај. Како ќе се реши прашањето со бездомните куќина, па и мачки? Прашуваат Охриѓани. Имате ли некаков план конкретно? Точно, имаме конкретен план. Ај веќе кога збориме за куќиња, стационар Маутсхер се бара за тие бездомни куќиња. Може да се понуда на европски пазар да се прода или да се посвоја тие куќиња наместо да шета по улица. Јас бев на Буково пред една недела кога врнеше дожд, значи 2 дена дожд врнеше, одидов на Буково, уште гори Буково, не е згаснато Буково, да знаете, нон-стоп гори Буково, од лани. Куќите имаше 2-30 горе. Одете на зидот мој на Facebook, таму на страната, ќе видите снимките од Буково. Срам жив. Граѓаните ве прашуваат дали сте го посетиле крайбрежјието на Даљан во изминативе години, дали е нормално да изгледа така како што изгледа, особено во туристичка сезона. Што ќе предземете за уредување на тој простор? Така, дали е нормално Грашница и Даљан да изгледа онака како што изгледа? Со овие на власт све е нормално. Значи не е само Даљан, луѓе, трактори се мија во Косовска река, треба да има станица за прочистување за чистење на тие пестициди, не се криви земјоделците, треба да им се помогне на земјоделците од секој можен аспект, од субвенции до прочистителна станица за чистење на тие хемикали. Треба многу работи да се направи. Може и Косовска река пловна да се направи до Лакочере, кајчина до таму да биде чисто, незагадено. Ама нема волја за таква работа. Имаме многу проекти, имаме многу предлози за Охрид да биде како Монтреал, и зимска сезона и летна сезона, и пролет да имаме фестивали на храна, музика, култура, и есен да имаме на вино, на уметност, на њуркање, на вие речете, јас ко ваша огласна табла, го барам бројчето, уште ќе го напишеме на почеток. Мостот кој го поврзува Канеа од Света Софија подолго време е во очајна состојба и без осветлување. Граѓаните пишуваат, сами менуваме талпи. Баравме решение за осветлувањето да е на 24 или 12 волти. Има ли решение во догледно време, без да го споменете УНЕСКО, ве молам? Ве прашуваат граѓаните. Така, мостот за подпеш. На желбите, да. На желбите беше, на желбите сега Охриѓани има желба една да го направи тој мост сигурен, да се кла прегради на него, да штици да се кла, луѓе ќе пропаднат, ќе скрша глата таму, зашто овие нема волја да кла ни осветлување, ни обезбедување рампа некоја таму, да не падна луѓето странично. Има многу работи за решавање, не е само мостот. Граѓаните ве прашуваат дали и кога ќе се рушат дивоградбите во градиште. Кога ќе го вратите градиште на собствениците? Така, имотно-правните односи во Охрид мора да се решат подхитно. Градиште, како што спомнав вчера на Телма, мора да се врати имотот на луѓето и тие како акционери со своји квадрати процентуално ќе бидат застапени во таа корпорација и ќе можат да носат своји одлуки да работа со својот имот. Ќе ви биде понудено да работите сами со имотот или да го дајте на борд на директори што ќе има веќе изготвен план за работа со тој простор. Граѓаните ве прашуваат дали планирате изградба на детски игралишта? На секаде. Детски игралишта мора да имат кај билјарни извори горе на Патов, што е за Велесто. За конкретно за улица Богомилска прашуваат. Кај што ќе ми рече, кај што има потреба, кај што има дечина, таму треба да има игралиште безбедно, не да се направи само ради тендер било какво да се направи, тука да биде безбедно со подлоги долу, со гумени, не цемента, да има глата да скрша децата. Значи, кај што ќе ми кажете вие, ево го бројот го пишувам, да таму ќе направиме. Вашата желба треба да биде моја програма, вашите потреби се моја програма. Тоа е работа на градоначалникот, да биде достапен за вас и за вашите проблеми да бидат решени. Служба на граѓаните. Ево, тоа е службата. Доколку станете градоначалник, каков превоз ќе користите до работното место? Точак. Добро. Зошто ниту еден од кандидатите не се појави на улицата Кленоец, за да ги слушне проблемите на граѓаните поврзани со базата бетон? Дали е убаво да се живее насред градилиште исполнето со прашина? Зошто не се појави? Сте биле ли на улица Кленоец? Кленоец, не знам кај е Кленоец улица, али јас сум низ цел град секаде, одам со Точаков. Ете ка некоја база бетон прашуваат граѓаните.
База бетон. Не знам, ево го бројав мој, ја вете ми се, чекај да запишам бројот 26. 26 иначе сум ја зброј на листчето за гласање и советничката листа моја исто 26. Да гласате за нас, ќе имаме јак тим и ќе направиме све што ќе ни речите. Ево го. Значи ќе одите, ќе ги посетите граѓаните. Да, ево го сега бројов од кај Кленоец улицата, ве молам да ми се јавите, ево го бројчево, да ми звоните, да ми се јавите, да ми кажете кај треба да дојдам да видиме. Другиве против кандидати не ода ни таму, ни чаршија нигде не се појавува, зашто им е страм, сите зна за страмот нивни, за корупцијата нивна, за лицемерието нивно, и затоа не се појавува. Јас сум секој ден в чаршија, луѓе Често ги обвинувате против кандидатите Па како за да не ги криминал и обвинуваме? корупција, но имате ли некакви докази за Има, тоа? има многу сомненија. Ево, Охриѓа ни може поточно тие сомненија, кој што е заинтересиран, нека ми се јави, ќе ги посочам на прави места кај што има сомненија луѓето за вакви сторени кривични дела. Не е ништо ново, кај нас во Охридов се прават афери, секој втор ден после се заташкува, па некој друг наратив се вози на телевизија и така брзо се заборава секој чудо 3 дена, ама не е то решено. Ќе дојди време, ќе се реши, значи има потекло на имот луѓе, не застарува, ќе се побара кој како стигнал до толку пари, до 59 бројла во Евана, ќе се види. Ме разбирате, со плата таја што ја зема тие 1000 евра е граначалникот, јас ќе работам за 500 евра, 500 евра ќе ги донирам секој први пред општина. Вие што немате леп, дајте да дојдете пред општина, с 500 евра јас ќе ви ги давам на тие што имате насушна потреба да преживеете. Ќе работам за пола плата од овие другиве. Граѓаните ве прашуваат кога ќе се направи голем градски парк во градот и дали имате вака идеја која локација би било тоа? Во градот треба поиќе паркови да се направи, не само еден. Има локација кај Паднатине борци треба Летниковец и парк, има локација на кај патот за Рамне, има локација треба да се рестартира градинар, журките во градов да не се сред град на лето, треба да се надвор, по можност на кај Маусхер или на кај градинар да се направи таму да има галама и звуци. Политичари на лето во сред сезона не треба да ида во Охрид. Вежби воени кај Чина Рончадор или таа странци пиштеа, мислеа во живо и то не треба да се дешават. Ама за жал овие што не владеа покрај тоа што ние избриша историјата македонска, името, символиката, знамето наше ни го сменаа, ни го наметнаа. Се ова наметнато е противзаконски, да знаете, наметнато е и ние не сме должни да ги прифатиме тие нивни наметнати работи од окупаторот, пошто се коса против човековите права, се коса против законите, се значи тие се во криво, ние сме на страната на правдата и на вистината и на меѓународното и македонското право и закони. Тие што ги скршиле законите, се држиме. Да им ги одговорите. Ќе им ги одговараме. Затоа што имаме уште. До кога во Лесковец ќе нема вода за пиење преку половина година? Исто и проблеми со канализацијата пријавуваат. Така, Лесковец ќе нема вода, Подмолје ќе нема вода, канализација ќе нема, игралишта, видовишта ќе нема, Лесковец ќе биде сето онака запуштено, Лакочере исто така, загадено ќе биде, све ќе биде исто ако гласате за овие исти од 30 години. Значи, ако сакате нешто да се почне од почеток, мора да одберите нешто поинакво. Со исти луѓе имате исти резултати, тоа е, нема друго. Ако сакате нешто поинакво, да гласате за мене, бројот 26, јас ве представувам сите вас. Ево го бројот мој, да ми се јавите денеска, утре, кога сакате, отворен за предлози, поплаки, решенија, ако имате некои идеи, ако имате такви идеи, има убави идеи. Жичарница може да се направи до накале, овде горе таква идеја имаше, за ресторан да има горе, истоко на Воднош има. Може да се направи физибилити студија, да се испита дали таа веќе постојачка жичарница на Галичица смета на УНЕСКО или не смета, и тоа може да се испита дали... Да, УНЕСКО излезе со став дека не е дозволиво да се гради таму. Не е дозволиво да се гради во крајбрежниот појас 50 метри. И во национален парк, во строго заштитената зона. Има национален парк, точно Добро, така. да. Ќе видиме. Да, и сега вака сами кажувате дека во постојан контакт сте со граѓаните и кажувате дека тие ви ги преавуваат проблемите и вие ветувате дека сите ќе ги решите. Но Цветковски, ќе направам све во моја можност. Знаете дека буџетот е ограничен. Така, ќе направам јас све. Нема буџет за се. Нема буџет, овие уште поиќе не задолжува, да знаете, нема пари, овие веќе ветува сегашниот против кандидати мој што ветува,
дека ќе направи нешто, нема пари во општината, ќе не задолжи нас со кредити, а и кредити не им дава зашо се корумпирани според кажување на Охриѓани. Сега, јас планирам со тие пари, први да видиме колку е буџетот, тие пари што можеме да работиме, општинските пари за инфраструктурни проекти да се да како 20% депозит во ИПАРТ, ние ако дајме 20, тие дава 80%, заедно ќе имаме 100% и може да се направи секоја наша насушна потреба во градов, од игралишта до улици, до инфраструктура, до екологија, до рециклирање, све може да се направи со 80% европски пари и 20% наши. Во другите инвестиции планираме нашите иселеници, што се во голем број од Австралија, од Америка, кај што живеев, што се најавува, да дојдат да допринеса секој за своето село. Значи тоа не е само за Охрид, ова ќе оди цела Македонија. Секој за своето село, од кај што потекнува, да донира, да се направи некој проект таму. Проектот ќе биде контролиран, како се развива и ќе се знае како парите се трошат. Значи имаме можности, медиуми на комуникација за да пратиме некој проект секој дневно преку видео, преку слики и како се подобрува животот реално, во реално време, како се подобрува животот кај нас овде со нашите проекти, со пари што не се од општина, туку пазете парите доаѓа од наши инвеститори што сака да направи овдека или фабрика или погон, некој треба да работи таму, некој треба да го раководи тој погон. Досега тие луѓе немале ваква можност заради тоа што според нивните кажувања има поќемина, кога дошле овде да направи погон, биле уценувани. Разбирате, барале пастрамки, барале пари да им се плата. Тоа е работа на обвинителство. Ајде да продолжиме. Во изминатиот период беше реконструирана улицата Аба Семин. Дали кандидатите имаат во план да ги реконструираат и краковите од истата улица? Имаме во план ние да направиме приоритетите од Охриѓани. Ако на Охриѓани име Аба Семин приоритет, тогаш ќе направиме Аба Семин. Ама мислам јас дека има потреби како патот Тревеништа Ливоишта, Косел Лешани, Курајца Лешани, Лакочереј Лескоје, тие се патишта низ полево што може да се развие тој дел на градов, да има производство во Охрид. Низ полево наше треба да се направи патишта, не плоштадите да се пра. Има ВЦ-а нема во градов, овие плоштад ќе пра. Нема канти за ѓубре, нема рециклирање, нема, сето ѓубре ни завршува во езеро, човече, од причини што нема волја да набава машина за рециклирање, едно погонче да се направи за да се рециклира сета таа пластика, да се селектира претходно. Каков план имате за село Велгошти? Велгошти? Велгошти исто така има потреби многу. Најубаво ги зна велгоштани тие потребите, ево го броја велгоштани да ми се јавите мене и да ми кажете кои се вашите потреби, што имат во Велгошти. Ама прво мислам дека во Велгошти требало да знаме да се веи, кој што се веи секаде алал да вие, нема попуштање браќа. И после од кој ќе се веи знаме во предопштина, ќе ми кажете што треба, како треба, кај треба да се направи, патишта ли се, низ поле, канализација ли треба, водовод, фонтани треба, на сегде да има за луѓе вода да пија, спортски сали, спорт да има без пари да вежба Охриѓани, за лицата со посебни потреби треба да имат се, буквално. Да се стимулира локалните бизниси треба во Охрид. Треба економска, локална економска зона, како што има странциве, да им се направи на охридскиве бизниси, за тие да продава локални производи. Кај нас, по моје мислење, не треба да се продава производи што се произведува надвор од Охрид, туку охридски производи. Ко Самуилова ракија се прави во Охрид, таја треба да се продава во дуќаниве, во рестораниве, а не други ракии што не се увезува овде и парите бега од Охрид. Значи, овие луѓе што ја произведува, овие продукти што се направени во Охрид, треба да ги реинвестира тие пари, да влеза во зголемување на платите, пошто овие продукти се направени од Охриѓани, ме разбирате, тие пари ода пак кај Охриѓани и Охриѓани пачи и трошат тие пари во нивните продавници, локални бизниси, ќе купа материјали за дома. Парите се останува во градов наш. Разбирате, ако купувате производи што се произведува локално, ја помагате нашата локална економија и така ќе станеме ние заедно појаки. Што ќе направите во однос на загадувањето на Охридското езеро? Така. Имате ли идеја за решавање на овој проблем? Па веќе спомнав, рециклирање мора да има чистење на тие пестицидите, трактори, мора да имат, може да се направи одржливи рибници, ка хортикултура, мислам дека го вика, значи рибите ги храна зелките ги јада ѓубрето од рибите и така еден одржлив
органски екосистем може да се направи. Охрид да биде извозник на риба можеме, ние да извезвиме риба. Сега во моментов има поиќе риби овде кај вас на пазарот во рибарницана отколку во хидробиолошки ще има пастрмки. Па добро, во езерото имаме проблем со недостиг на пастрмката и на белвицата. Имаме ние недостиг. Така, така, нема концесионер. Нема концесионер на езерово, се кради многу, имаме проблем. Тоа е стварно голем проблем. Господине Цветковски, колку треба да чини час паркирање во центарот на Охрид, ве прашуваат? Во Црна Гора не се наплаќа паркирање покрај она. Охрид треба да има паркинг гаражи, во зависност каде, колку. Ќе се отврди цената, треба да се исплатат тие паркинг гаражите, модули се тие се купува, веќе готови, коли се крева нагоре. Има локации, каде би се ставиле? Ќе видиме кај има локации, значи тој урбанистичкиот план, ќе видиме кај треба да се ставит. Но вака по ваше мислење, колку треба да е час паркинг? Знаеме дека во лето во центарот е 100 денари паркинг. Верим. Ако сакате да ме одговорите на граѓаните кои што ве прашуваат. Така, треба да биде во секој случај поевтин, по можност бесплатен, и центаров на Охрид не треба да има сообраќај, не треба да има ни накале многу сообраќај, тие што да накале треба да биде или таксине или некој што стварно луѓето не може да се кача горе и да се зна кој кај оди тие што живеат таму, а не да секој што ќе стигне да се пика во заштитениот дел археолошки на градот и да се паркира и таму секаде луѓе не може да помина по улица. Секако улици ни стариот град ни се тесни, уште коли ни фалат горе, што не треба да бидат таму на прво место. Ај тие што живеа супер, ама тие што не живеа, што се пика на лето за да не ода пешки, и то не чини. Значи ако веќе некој влези натре, треба да биде такси, ќе влези, ќе ги однеси луѓето до Самуилова и ќе се врати назад таксито. Дали имате програма за овие локални избори? Нормално дека имам програма. Мојата програма ми ја кажува Охриѓани. Арнама, дури стигнеме до програмата, до спроведување на овие инфраструктурни проекти, ние не смееме да забораваме ни кој сме, ни шо сме. Не смееме да изгубиме фокус. Она што е најважно во оваа наша мисија е Македонија. Разбирате, Македонија вечна да ни е. Да биде дом за сите нас, да ја градиме Македонија. Не е дивоградбата северна да ја помагаме и да ја легализираме, разбирате? Да имаме цврст темел на кој ќе стоиме. Да знаат луѓето дека ние имаме суверенитет, имаме интегритет и може да се работи и честно, и поштено, и да се направи све што ќе ми кажете вие да се направи. Тоа е мојот план за Охрид. Така. На еден од вашите собери во текот на кампањата кажавте дека Охриѓани сакаат правда. За каква правда зборувате? Законот да важи за сите, не за некој да важи, за други да не важи. Ме разбираш, тоа е проблемот кај нас. Имаме селективност. Ја според она што го слушнав, пак ова се сомненија, дека не може да се извади предмет од фиока од општина, дури не се подмачка. Не може субвенции да се земат, дури не му се врати процентуално назад на тој што ти дава субвенции. Така има многу проблеми од аспект на корупција. Овие досега што не владеа, вака не владеа и морат да ги вчистиме на буниште да одат. Разбирате? Последното прашање од граѓаните е како е можно во исто време, во континуитет, историски актуелно да се зборува за урбана мафија, претерана урбанизација и слично, а во исто време сите проекти кои што ги нудат кандидатите на овие избори од сите политички партии во своите програми предвидуваат и дополнителна урбанизација. Така. Како што кажав, значи, за да се гради нешто покрај ова што е мораториум, има мораториум затоа што нема капацитет тој колекторот. Значи, мора да се зголеми капацитетот на колекторот, мора да ги фрлиме овие политички ѓубри на низ колекторот на буниште и така да се спасиме ние од ова најазда што ни дојде на догуша од паразитиве, што не крада и лажа и не дела. На крај крајава не делат, на семе на раздор ни става, не дела на вакви, на такви. Забораиле дека сите ние сме луѓе пред се, после све друго. А ќе им одговорите и на прашањето? Ова што ви го поставив. Предвидувате ли вие дополнителна урбанизација со сите тие проекти кои што им ги ветувате на граѓаните? Вака се, ако се направи feasibility студија, така ќе се кажи што е одржливо, затоа што она делот на неодржливост е комуналиите кај нас, отпадот. Ама ако најдеме ние одржливо решение за тој отпад како ресурс, тој ресурс може да се искористи за земјоделие. Така да тука нема проблем за градење ако веќе канализацијата, одводот е решен на начин на кој што ќе биде одржлив, да се прават ѓубриво од него. Тоа е познат процес на употреба на тој ресурс во земјоделски потреби, не? Нема проблем за градење, само треба да се реша овие работи што
го загадува езерово и животов наш ни го загрозен, не? За крај Цветковски, доколку станете татко на градот, што е што прво ќе го направите во општината? Прво ќе го ставиме ова знаме пред општина, да знаете, македонското знаме ќе оди првин пред општина. После ќе славиме, вечерта ќе славиме слобода, независност од овие корумпираниве конечно, и после ќе се фатиме за работа. Соларни панели, имаме вода, имаме струја, имаме ветер, ние можеме да бидеме извозници на струја. Секој продукт, секој производ што го јадиме и пиеме, треба струја за да се направи. Имаме ние над 250 сончеви денови. Можеме да извезуваме струја наместо јаглен да горат во рек Битола, може да се прави со соларно, со ветар, да се произведува струја и да извезуваме струја наместо да ни увезува и да ни наплаќа дупло. Нама во моментов ние не можеме вие да ставите соларни панели на куќата, не можете двонасочен сад да клаите. Има монопол овај Јанјушев. Монопол има и не може да враќате назад струја во системот за да ви дава пари кој ќе не сте дома да речете. Струјава што се произведува од панеливе да оди во системот. Не може да оди во системот затоа што има монопол на пазаров, има бирократски пречки големи и не може да бидите на тој пазар. Да бевне по-демократско општество или демократија да работеше за нас, тогаш ние ќе можевме сите да си клаеме соларни панели, 1000 души по 5-6 киловати, ќе можевме струја да извезуваме и да даваме на општината, а не да снемува струја среде лето, да снемува вода среде лето, езеро гледаме, вода немаме за пиење, струја бандер има, струја нема. Можеме ние подобро да знаете, можеме многу подобро. Вашата порака до Охриѓани, порака да ме барате на бројчево моје, да ме барате кога сакате дење, да гласате за 26 за мене и за советничката листа. Имаме прекрасен тим на добри луѓе, честни, и ние ќе работиме за сите ваши потреби. Што ви треба ќе ми кажете и то ќе го направиме, пошто ако е добра идеја се разбира и ќе се дискутира и ќе имаме, нема да има затворени канцелари, нема да има криење по канцелари, ќе има отчетност на работењето на службениците, ваши поплаки и примедби ако има за сите. Ќе правиме по една емисија вака кај ни секоја недела со мене директно, не вака прашања пишани таму кој знае кој ги пишал. Значи ќе се јавите. Граѓаните ви ги поставија во ред, не видов. Граѓаните може да се јава сега на телефонот и да поставите во живо да ги поставите прашањата, дури така. Сите се локални проблеми. Значи другата емисија од кој ќе станам јас градоначалник, овој бројов ќе биде истиот и дури разговараме вака, ќе може да се јавите во живо и да поставите прашање на емисија во живо. Фала и вас. Благодариме, Цветковски, почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието.